Денес патот не води до Говорлево, село во близина на Скопје. На тоа место се наоѓа археолошко наоѓалиште од времето на неолитот, каде што беа откриени два многу значени артефакти од тоа време. Патот дотаму е кривулав и бара концентрација од нашите водачи. Ова е најздравата падина на водно и тука е селото Говорлево, во чија близина се наоѓа археолошкиот локалитет, го викаат Церје. Говорлево е првата населба, никулецот на Скопје. Потоа е село денес и постои тоа село си, луѓе живеат тама. Се одиме кон вистинското старо Скопје. Значи местото каде што на вистина е никулецот на овој град. И тоа е токму тука. Што значи на многу здрава, осончена падина. Така да порано луѓето кога се решавале да останат на едно место, тие многу добро знаеле кое е тоа добро, убаво, здраво место. Значи степенот на нивното познавање е на степен на врвен планер и урбанист од денес. Пристигнавме до местото, се собравме и тргнуваме. До локалитетот води една стрмна камена удолнина која бара внимателно движење. Доказ дека се наоѓаме во село се и стадото овци на кои наидовме. Нормално тука е и овчарот кој будно го чува своето стадо. Стигнавме до локалитетот и повторно не баш тоа што очекувавме. Кој би рекол дека ова е значајно место на археолошката карта на Македонија и светот? Да. Да, кај што работеле го покриле и ќе дојде време ќе продолжат. Видиш од каде е извадено тој неверојатно богатство на артефакти. Само од ова. Ова вади повеќе отколку што може за цела година да извади Швајцарија. Ова е ова е таа прародителката. И таа е најдена тука, се разбира, нејзината димензија во природна големина е барем 2 пати поголема од ова. Ова е еден модел за комерцијални туристички потреби, но тоа и си има овде што е, како е, тоа е убаво направено. Ова го зедовте од Музеот на град Скопје, така? Ова е службена, би рекле, некоја копија, намалена копија од тоа што е откриено овде од големата мајка од Говорлево. Значи, тоа што сакав да го нагласам, пред се, кога се зборува за Старо Скопје, треба да се почне од овде. Ова е Старо Скопје. Не е Старо Скопје, плоштадот на Македонија со неколкуте објекти што се направени во периодот меѓу 1920 и 1930 година, туку токму овде, некаде пред 6000 години пред Христа, започнува еден организиран живот на голема населба. Ова е само можеби 1% од населбата која постои предпоставка дека се протега секаде овде наоколу. Ако ја помножиме добро оваа површина со најдени објекти во однос на се ова, веројатно ќе стане збор за населба од најмалку 2000 до 3000 жители, кои живееле тука, на ова место, со висок степен на цивилизација, висок степен во однос и на денес, а да не зборуваме висок степен на цивилизација во однос на епохата на младото камено време. Кои клучни за светот факти се пронајдени овде? Едно е големата мајка, која може да се најдат и на другите географски широчини, докај што довтасува македонскиот културен круг. Староста
на оваа мајка и изработката, како што реков, зборува за првиот вид на атрибутите на големата мајка од тоа време, значи на незината моќ партеногенетска. Тоа значи сама од себе да произведе живот. Таа е бремена мајка, има нагласени атрибути гради, го има незиното достоинствено владетелско држење. Таа е направена со сите украси кои и денес сакаат жените да ги носат. Скапо е украсена, таа има своја фризура, што е специјално третирана, има еден појас на кој што има одредени сонце-зрачни елементи, зашто ако погледнете, таа од озгора фактички стои на едно сонце. И самата нејзина положба е една типична поза во која што стојат невестите во нашата традиционална носија. И денес, каде што традиционално се уште се одгледуваат обичаите, содбарските обичаи во Македонија, значи долниот дел на мајката е куќата во која што се одгледува животот, а нагоре е исправена таа со својата биста која раководи и владее. Инаку, ова е и модел за објект, куќа и архитектура на неолитот. Секоја куќа од архитектонскиот опус на младото камено време е всушност зголемена скулптура на големата мајка, при што долниот дел се функционалните простори, а овој торус, односно бистата на големата мајка, представува оџак. И овде е така направена, бидејќи и овој предмет не е само скулптура, туку сам по себе е едно мало светилиште, кое е користено за домашни ентериерски потреби. И денес заштитничката на Скопје, Богородица, можеме да најдеме во куќите, во становите во Скопје. Соборната црква во Скопје е со името на Пресвета Богородица. Значи, според тоа, оваа Богородица, по традиција, по навика, скопјани или македонците ја чуваат како символ заштитник на Македонија. Ако ги видиме мотивите на денешните традиционални носи, ќе забележиме дека тие се исти или пак слични со мотивите од тоа време. Затоа се поставува прашањето за вистинската старост на традиционалните носи од овие краишта. Важноста на мајката во младото камено време е исклучителна. Од сите фигури, 97% се фигури кои се изработени за да го представат ликот на големата мајка. Само 3% од фигурите отпаѓаат на скулптури, односно глинени изработки кои го прикажуваат мажот. Ова овде е најважното археолошко откритие за Европа, кога е во прашање машката скулптура од периодот на неолитот. Археологот, задолжен за ископување од страна на Музеот на град Скопје, даде име Адам од Говорлево, потоа Адам од Македонија, и денес тоа е одомаќено и се користи во секојдневниот говор. Она што тој го откри е исклучително важно поради следното. Никаде во светот од периодот на неолитот не е најдена фигура изработена како анатомија на машко тело. Нити е пронајдена фигура која прецизно анатомски изработила женско тело. Значи, поради таа исклучителност овде
можете да забележите дека ребрата на машката фигура, рбетот се истакнати на наодот. Се разбира, ние оригиналот не можевме да го донесеме, нити можевме да донесеме копија. Ова е модел изработен врз основа на тоа како изгледа оригиналниот наод. Уште нешто е важно. Овој модел, оваа реконструкција на Адам од Македонија е направена врз основа на положбата на торзото што е најдено. Имено, оригиналот е најден без екстремитети, значи само дел од надлактот на Адам постои на едната и на другата рака, потоа дел од надколеницата и на едната и на другата нога и ја нема главата. Значи, едно класично би рекле торзо, имаме како наод и како потврда за умешноста, вештината и грамотноста на нашите древни претходници. Оваа положба на мислител на Адам е направена врз основа на други антропоморфни фигурички, машки фигури кои се наоѓаат секаде каде што суштествува македонскиот културен круг во неолитот. Оттаму забележуваме дека функцијата, улогата на мажот во тоа време не е владетелска, меѓутоа многу повеќе конструкторска, мислителска, пронаоѓачка. Тој е во состојба на релаксација. Неолитот е првиот период кој овозможува доволно слободно време за луѓето да можат да се опуштат во една ваква, дали би било меланхолија или една длабоко замислена поза, би рекле дури нирвана, во која што тој го упатува погледот кон небесата и е замислен по нешто или размислува за нешто. Мислам дека станува збор за дел од општеството, значи машкиот принцип вклучен во конструктерските зафати од тоа време, ќе видиме дека постои исклучителна инвентивност, голема грамотност во конструкциите кои од древнина до денес можат да се користат како плод, залог и трага во цивилизацијата што е оставил токму овој Адам од Македонија. Инаку оваа реконструкција ја изработија студентите на Ликовната академија одсек скулптура во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Од фигурата на Адам од Говрлево се земени примероци кои се испратени во Германија. Испитувањата ја одредија староста на фигурата на околу 5780 години пред нашата ера. Тоа значи дека Адам од Македонија датира од пред околу 8000 години, што го вбројува во една од првите фигури кои се правени по анатомски принцип во историјата на човештвото. Во оваа епизода ви го откривме Адам од Говрлево. Гледајте ја и следната епизода, да го видите и второто значајно откритие од ова место.